Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите сите оние информации кои што ќе ви ги доставиме во однос на денешната тема. Денеска одлучивме да поразговараме за мултипла склероза. Со мене во студиото е професор доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и ни доаѓа од клиниката за неврологија. Беше изминатиот викенд на еден конгрес кој што беше посветен на невролошките проблеми. Се разбира, доктор Барбов е одговорен за делот на мултипла склероза, ќе ни каже што се таму се случуваше, а и ќе проговориме за проблемот мултипла склероза, значи за здравствениот проблем, што представува, кои се причините, кои се симптомите, како оди потоа процесот на третман кај лицата кои што имаат мултипла склероза, ќе ни објасни во денешното издание. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Барбов, ќе побарам од режија да ги пуштат оние покровители кои што се на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, на кои сум им многу благодарна и потоа се враќаме повторно назад во студиото. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербе Нобили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербе Нобили. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, почитувани гледачи, еве сме назад во студиото. Кажав на почетокот дека ќе говориме за мултипла склероза. Одговорен денешен мој соговорник и доктор на оваа тема е професор доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и ни доаѓа од клиниката за неврологија. Доктор Барбов, ви благодарам што одвоивте време. После еден напорен викенд бевте на конгресот. Да. Денеска практично се вративте и ви благодарам и покрај тоа што имавте напорен викенд, сепак успеавте да дојдете и да присуствувате. Како помина, ајде првин да ми кажете на почеток? Првин да ве поздравам. Так. Да ги поздравам гледачите на вашата ценета телевизија.
Викендот се одржа во Будва еден конгрес наречен Adriatic Neurology Forum во организација на Српското здружение за неврологија, каде беа фатени скоро сите области од неврологијата, мултипла склероза, мозочен удар, епилепсија. Учесниците беа од регионалниот дел, како да кажам, на Балканот. Значи, организатори беа Српското и Црногорското здружение, со учесници од овие држави. Тука учествуваше Македонија, учествуваше Босна и Херцеговина и исто така Албанија. Јас учествував во експертскиот дел за мултипла склероза со моите ценети колеги, професори од универзитетските клиники Јелена Друловиќ од Белград, Лилијана Радуловиќ од Подгорица, понатаму беше професор Круја од Албанија и од Босна и Херцеговина беше Јан Расулјовиќ. Значи, ние бевме така како еден експертски митинг посветен на современата терапија на мултипла склероза. Дали само се говореше за терапијата или се говореше и за други, например, како работи во однос на мултипла склерозата, во однос на тоа дека навистина во периодот после ковид се појавија доста пост-ковид невролошки проблеми, меѓу нив и мултипла склероза. Дали си разменивте некои искуства како се нивните согледувања, а потоа ќе проговориме за терапијата? Секако, бидејќи мултипла склероза е автоимуно заболување, значи самиот организам ствара антитела против сопствените компоненти, во овој случај против миелинската обвивка на нервните влакна и голем број на вирусни инфекции може да го изменат миелинот и на тој начин да го направат погоден организмот да не го препознае и да го нападне нели со антитела и да се направи ова автоимуна реакција. Еден од нив е исто така ковидот. Дури една колешка беше одсутна баш заради некои пост-ковид проблеми, така да секако ковидот го зголеми бројот на пациентите со мултипла склероза, како на новодиагностирани пациенти, така и на пациентите кои веќе имат мултипла склероза, кај нив да се јавуваат влошувања кои можеби не би се случиле доколку пациентот во одреден период од неговото заболување не го прележал плюс и COVID-19. Така, значи во секој случај и точно е тоа што и јас го читав нели низ медиумите, дека има зголемена појава пост-ковид на невролошки проблеми, а меѓу нив и мултипла склерозата. Кога станува збор за терапијата, дали и ние ја практикуваме истата терапија како и кај нив? Може да се пофалиме дека ние имаме голем број на терапии за мултипла склероза. Во моментот имаме 10 различни видови на лекови на мултипла склероза. Јас во изминатите неколку години се обидов најиновативните терапии за мултипла склероза да ги донесам на клиниката и ние може да се пофалиме со тоа што голем број од нашите пациенти ги примат новите терапии, како што се окрилизумабот, што се прима на 6 месеци, мавенкладот кој се прима 10 дена во годината и уште два лека, абаџо и финголимод, кои ние ги немавме. Значи, тоа се лекови за високо активна мултипла склероза и фактички со овие лекови ние сме рамо до рамо со другите земји, дури некои земји од регионот и ги немаат овие терапии, некои имаат повеќе од нас, меѓутоа во однос на тоа на бројот на пациентите кои ги имаме, ние мора да сме задоволни, затоа што во 2016 сме имале вкупно 360 пациенти со мултипла склероза што примале терапија. Во март 2023 година ние имаме 680 пациенти што примаат лек, што е зголемување за речиси 100% за 4 години, а исто така од овие 680, околу 200 пациенти ја примаат ова иновативна терапија што ја спомнав, што е навистина голем успех за нашата држава. Дали ефектот е добар кога станува збор за овие терапии сега што се најновите што ги примаат кај нас пациентите во однос на нели да не прогредира болеста, да? Значи,
Ова што сега на сите експертски митинзи се дискутира е уствари Каков е заклучокот? Искуството од клиничката пракса, затоа што новите лекови се испитувани во клинички студии и резултатите, без основа на резултатите од клиничките студии, овие лекови се покажале како ефикасни и фармацевските компании нормално почнале да ги произведуваат, се регистрирани од Американското, од Европското здружение и тие лекови постепено стануваат достапни на пациентите. Меѓутоа, кога ние почнуваме тие лекови да ги користиме во секојдневната пракса, ние сега пратиме каков е ефектот на лекот. Значи, тоа се вика real world evidence, односно податоци од реалната пракса. Затоа што ако еден лек се користи 1, 2, 3, како поминуваат годините, ние добиваме се повеќе податоци и за ефикасноста на тој лек, меѓутоа и за неговите несакани ефекти, така да сега овие експертски митинзи баш се на тоа фокусирани, какви се резултатите од овие лекови и тоа што општо се знае, значи како за сите заболувања, така и за мултипла склероза, колку порано се почне со терапија, со високо ефикасни лекови, толку болеста побрзо и може да се стави во подобра контрола. За разлика ако ние, да кажеме, пациентот примал ниско ефикасни лекови 10 години, болест напреднала, сега и да почнеме со новите лекови, успехот нема да е толку голем, отколку кај тие пациенти кои веднаш сме почнали со ова терапија. Значи, оние кои што се сега диагностицирани и кога почнуваат со новата терапија. Со новата терапија, да. Тогаш успехот е поголем. Успехот е многу Дали поголем. има некои лекови што се понови од оние ние што ги практикуваме, а и другите земји што некои други земји ги користат? Лекови секој ден излегуваат нови. Кај нас за жал потешко доаѓаат, бидејќи за секој нов лек ние треба да бараме средства од фондот да ни одобри, така дали министерството ќе го набави или клиниката ќе го набави, значи во прашање се финансиските средства. Меѓутоа, од тие нови лекови што ги има, мислам дека ни фали само еден лек, тоа е терапија за така наречената секундарно прогресивна мултипла склероза. Затоа што ние веднаш почнавме така со терапијата, меѓутоа поврзавме со конгресот. Болеста има неколку форми, најчесто е релапсно-ремитентната форма, кога пациентот се влошува, спонтано со терапија се подобрува, па има слободен период кога е добро, па пак се влошува. Значи болест оди како релапси, или другата форма што е само 10 до 15 примерно прогресивна, кога од самиот почеток болеста значи нема релапси, туку хронично прогресивна, значи постојано пациентот се влошува без да има подобрување на состојбата. И третиот вид е секундарно прогресивна, кога пациентот има релапсно-ремитентна форма и колку тие релапси се почести и понеспособувачки, тој веќе не се враќа на тоа базично ниво, туку веќе има невролошка симптоматологија, слабост во некоја нога, рака, нестабилност. Таа е секундарно прогресивна. Значи нас ни фалат лекови за секундарно прогресивна мултипла склероза. Има еден таков лек што регистриран во светот Сипонимод, таблетарна форма, што ние го немаме и се надевам дека во следниот период ќе може да го набавиме, бидејќи пациентите со секундарно прогресивна мултипла склероза се некаде околу 30 до 40% од целокупниот број на пациенти. Така. Ајде сега да преминеме на проблемот како проблем. Значи, што представува мултипла склерозата? Каков здравствен проблем? Мултипла склероза е хронична болест. Значи, кога пациентот ќе се разболи, доживотно ќе ја има. Рековме дека е автоимуна, самиот организам ствара антитела кои ги оштетуваат миелинските обвивки, затоа се вика и демиелинизаторна. Значи има демиелинизација, оштетување на миелинот на нервните обвивки и тие демиелинизаторни плаки се сместени во централниот нервен систем, значи во големиот мозок, во малиот мозок и во орбетниот мозок, и во зависност од тоа во кои делови на овој централен нервен систем се сместени демиелинизаторните плаки, болеста се карактеризира, клинички се манифестира со различен вид на симптоми, почнувајќи од губиток на окото, да кажеме на едното око, губиток на видот на едното око, па на другото или на двете во исто време, па да појава на парализи на рацете, на нозете, заради лези во малиот мозок, нестабилно одење, вртоглавици, и затоа обично се вели дека мултипла склероза има 1000 лица. Може да се манифестира на многу начини, некој пат само со сензитивни симптоми, само пациентите имаат... Не мора да се сите одеднаш.
Така, може да се јави само некој од симптомите, затоа ја викам има и 1000 лица, значи различни клинички слики. И затоа може би потешко се диагностицира? Може би некој не се сомнева дека па подолго време чека. Кога се мисли на болеста, таа лесно се диагностицира, посебно затоа што е болест на млади луѓе. Значи пикот на јавување на болеста некаде меѓу 20 и 30 или 30 и 40 година, значи млади луѓе, работоспособни луѓе, односот на жени спрема мажи е многу поголем, 60 до 70% се жени во однос на 30 до 40% мажи. А зошто, што е причината што почесто се кај жените? А тие се жени во репродуктивен период, значи кои треба да стварат семејства, да остануваат бремени, да раѓаат деца, значи еден во најубавиот период од животот. Да, значи проблем што е навистина сериозен. Зошто се јавува повеќе кај жените не се знае сигурно, меѓутоа факт е дека сите автоимуни болести се јавуваат повеќе кај жените. И лупусот, и ревматоидниот артрит, нели тие ревматските. Веројатно улогата на естрогените хормони, на прогестеронот игра улога, во некои периоди може да е како заштита од болеста, а во некои периоди може негативно да влие на болеста, така да ние знаеме пациентки со мултипла склероза, ако останат бремени, ова големо ниво на хормони во текот на бременоста, пациентките ги штити од релапси. Тие обично во текот на бременоста немаат релапси, меѓутоа после породувањето, кога нивото на овие хормони нагло ќе падне, тие прават многу тешки релапси и затоа е бременоста сепак еден ризик за пациентките во однос на влошување на нивното заболување. Така. Кажавме дека може да има нели повеќе симптоми, дека е болест со 1000 лица. Ме интересира како оди диагностиката кога ќе дојде кај вас еден пациент и ќе ви посочи некој од овие симптоми за кои што вие говоревте. Што потоа, како оди постапката? Значи диагностиката ние викаме патување, patient journey, патување на пациентот од првиот симптом па до доаѓањето до терапијата и неговото следење. Некој пат диагнозата многу лесно може да се постои. Се јави млада особа, се пожалил на слабост во лева рака и нога, нели кај повозрасен би помислил на мозочен удар. Мето кај млада особа ќе помислиме дека тоа е најверојатно демилизаторна болест, ќе направиме магнетска резонанца, ќе ги видиме демилизаторните плаки и веќе диагнозата сме ја поставиле. Значи може за неколку дена да се постави. Меѓутоа има пациенти со некарактеристични клинички слики. Многу често имаме пациенти со слабост во двете нози, со движењето. И тука често се помислува дека тие тегоби може да се од кичмата, па се прави снимање на рбетен стол, па кој пациент нема мала или поголема спондилоза, ќе се види некоја дискус хернија и на тој начин ќе се објасни тоа, па пациентите нели се лекуваат класично со физикална, со едно друго, некои дури се оперираат од дискус хернија, за да во суштина имале мултиплекс склероза и за да после нели се појават други симптоми од страна на мозокот, да кажеме, веќе со рамнотежа, со све, така да болеста се многу брзо и лесно може да се постави, меѓутоа ретки случаи, тие се можеби 5 до 10%, каде има период требало повеќе од 10 години за да се постави диагноза и кога зборуваме со пациентите ретроградно што се они симптоми имале, фактички тие ги имале типичните симптоми, меѓутоа не биле препознаени. Така. Кажавте дека мора да се направи магнетна резонанца. Откога веќе констатирате дека станува збор за мултипла склероза, претпоставам следува терапија. Сега претходно кажавте дека има нели 3 видови на мултипла склероза. Според видовите на болеста ја одредувате терапијата? Според тие 3 типа на мултипла? Значи кога имаме веќе диагноза и од прилика ако пациентот, например, имал само еден релапс, па сме го диагностицирале, не можеме веднаш да знаеме како ќе биде текот на болеста. Меѓутоа, мора да кажеме дека сите лекови што сега постојат се за релапсно-ремитентна форма на мултипла склероза. Значи, пациентот мора да има таков вид на мултипла склероза за да може да се постави терапија, бидејќи тие лекови се
делуваат само кај пациенти така. со релапсно ремитентна. Единствен лек што е засега регистриран за примарно прогресивна кога од почеток кога е на почеток, добро. влошување е окрилизумабот, интервенските инфузии за примарно прогресивна, а за секундарно прогресивна реков дека ние уште немаме терапии. Меѓутоа, секој пациент е различен. Така. Ние, ако во анамнезата добиеме податок дека пациентот имал релапси порано, значи се работи за некоја релапсно ремитентна форма, што пациентот има веќе 10 години. Тука мора да одиме со некоја поагресивна терапија, а пациентот ако имал само еден релапс и обично ги третираме со кортикостероиди, тој релапс се повлекол, ние некој пат може и малце да почекаме да веднаш пациентот не го поставиме на терапија. Меѓутоа, тука пак ја спомнаме магнетската резонанца, значи како златен стандард во диагностика на мултипла склероза, доколку пациентот, затоа постојат протоколи за снимање на магнетска резонанца, значи се слика вака нативна, нели, без контраст, понатаму се дава контраст на пациентот, да се види некои плаки дали ќе се обојат со контраст, бидејќи ако имаме обојување, тоа значи дека таа плака е активна, односно е свежа. И по протокол се прави снимање на рбетниот мозок да видиме дали има плаки во рбетниот мозок, пошто тоа е многу важно за прогнозата на болеста. Пациентите со плаки во рбетниот мозок имат секој пат полоша прогноза од тие што немаат, што имат само во големиот мозок. И врз основа на магнетската резонанца, дали има пациентот активни плаки, каков бил текот на болеста, нормално ние седнуваме со пациентот и ги разговараме тераписките можности кои, нели, треба да ме ги понудиме, имајќи во предвид, нели, полот на пациентот, желбата за раѓање, животниот стил. Ние би биле срекни кога на секој пациент, еве како што ние седиме седни спроти нас со мултипла склероза, знаете, тоа е многу тешко да соопштите на млад човек, па и на семејството дека пациентот ја има таа болест. Значи, тука делуваме и како еден вид психолози, значи мора да ги припремиме, веднаш не кажуваме, пак ќе направиме ова, нели, меѓутоа на крајот мора на пациентот да му се каже диагнозата а сега пациентот па веднаш прашува за прогнозата, нели, каква ќе биде, што ние од почеток не ја знаеме. Меѓутоа, јас би бил среќен кога ќе седнам со пациентот и кога ќе му врз основа на сите тие фактори одлучувачки, велиме особините на пациентот и особините на терапијата, да можам јас на пациентот да му кажам, вие треба да го примите тој лек, тоа е моја препорака и нели пациентот да се сложи или да не се сложи. Многу често ние... Се случува никој да не сака да прима терапија? Па има и пациенти кои не сакат да примат терапија, тие се многу ретки, меѓутоа многу често не се случува да ние во моментот го немаме тој лек. Така, и мора да се чека. Бидејќи ние сме ограничени со буџетите, со бројот на пациенти, значи кога се набавуваат лекови за секоја година, лек мора да се набави за веќе постоечките пациенти, значи тие можат да продолжат, а за новите пациенти секој пат добиваат така речен условен зголемен буџет со кој нели клиниката би набавила нови лекови. Тој буџет секој пат не е доволен за новите пациенти. За сите пациенти. Па сега од помалку ефикасна префрлуваме на поефикасна, па на новите пациенти им даваме од таа така речена базична или платформска терапија, интерфероните, пациентите ги знаат. Интерфероните глатираме рецетатот и некој пат на некој пациент, иако има активна болест, мора да му дадеме интерферони да не биде до терапија, без терапија до моментот кој ќе може да му дадеме од другата второлинијска терапија за активна мултипла склероза, така да често мора да бидеме виртуози и во изнаоѓање на терапии, меѓутоа и да им објасниме на пациентите дека нивните потреби се тие, меѓутоа можностите секој пат не се да ние сето тоа го направиме баш како што во таа патеката нели на патување на пациентот од диагностицирање па до следење на неговата болест. Колку тука го спомнавте психичкиот момент, бидејќи нели секој кој што се соочува со некое вакво автоимуно заболување, кое што знаеме дека го носите до крајот на животот, дека е хронично како што посочивте, колку е важно во тој момент пациентот да е психички јак за да нели го издржи тој цел пат кој што знаеме дека не е едноставен нели во третманот и во понатамошниот тек на животот.
Како што нели сите Дали пациенти се вклучени психолози? Вие рековте дека и самите морате на некој начин да бидете ко психолог во Да. кажувањето на Во- диагнозата. Меѓутоа што во известувањето понатаму, на да, диагнозата. понатаму во текот на третманот дали е вклучен психолог кој што ќе на пример разговара со него за да може нели Ние на клиниката имаме тројца психолози, меѓутоа они друго работат, они ги прават невропсихолошките тестирања, бидејќи некои пациенти со мултипла склероза имат пореметување и во когнитивниот психичкиот Така. статус, они ги прават тестирање, меѓутоа немаме такви клинички психолози кои би работеле со пациентите точно на оваа тематика. Се убедуваме ние невролозите со нашето скромно знаење нели на пациентите. Јас обично секој пат им кажувам дека болеста е хронична, нели, дека е хронична ќе дека- носат. дека ќе мора до крајот на да, животот да живеат со Меѓутоа дека мултипла има склероза. полесни и потешки форми на мултипла склероза. Ние имаме пациенти со мултипла склероза кои неколку пати при релапси примиле кортикостероидна терапија И потоа се смириле? кои не примаат терапија и кои се добри и функционира, значи без ни една терапија. И ние тие ги викаме лесни или бенигни форми на мултипла склероза. На другата страна скалилото се пациентите со тешките форми на мултипла склероза, кај кои и покрај сите терапии што сме ги давале, пациентите за неколку години завршиле во инвалидска количка. Така, тоа е тој момент Да. што го кажав што И- најмногу ги да. плаши кога ќе им ја Да, соопштите и затоа вест. ние кажуваме дека во тој момент не знаеме каков ќе биде текот на болеста, дека е се уште рано, дека мора да се надеваме дека нивната болест ќе биде од полесните, од побенигните форми, дека со терапијата што ќе ја примат болеста може да се стави под контрола и така да секој пат им кажуваме некоја најоптимистичка варијанта од сето тоа нели што пациентот од тој куп информации нели што ќе ги добие, затоа секој пат не кажуваме се наеднаш, Така, оставаме да за не- следниот да не пат, биде па пациентот психички помеѓу време нешто и повеќе ќе колку што кажавте, прочита да. и Да, така сега ќе за се- жал ќе се достапно е информира, многу. да. Достапно е многу Али во се однос на трудиме информираност. да одвоиме време, посебно кога се соопштува болеста, да биде тука присутен брачниот партнер или Така. да бидат родителите, Бидејќи навистина семејството е помлада многу- особа, бидејќи подршката од семејството е најважна во тие моменти за овие пациенти. Така. Кој се е вклучен? Знам дека и тука се вклучени и физиотерапевти во Да. однос на третманот. Во која фаза се вклучуваат? Дали уште на почеток или Иначе сега вака кога има пациенти кои тешко тоа нели го примаат соопштување на диагнозата и во тој случај ние пошто мора да им препорачаме да западне во депресија, да побара помош и од психијатар. Значи Така. тука веќе психијатрите мора да помогне затоа што депресијата многу го лошо влијае Уште повеќе, да. Пациентите кои се Затоа и кои ве се прашав. депресивни, текот на болеста е многу уште полош. побрзо И, да, прогредира кога се под депресија? полесно прогредира, нема докази дека дека побрзо прогредира, меѓутоа пациентите што се во депресија одбиваат терапија. Така. Скоро јас имав случај за едно момче кое е младо, 25-6 години, за кој ми требаше време да го ставим, бидејќи има многу активна болест и е во лоша состојба, и успеавме да најдеме ефикасна терапија, нели, за да почнеме да даваме. И во моментот кога му се јавивме за терапија да дојде, неговата мајка се јави и рече дека он е во толку лоша депресија што не сака да дојде, не сака да дојде земе на клиника, терапија. што нели сепак ако примат интерферони што се примат 3 пати неделно, не ги примат редовно, значи психичкиот момент е многу важен и тука нели и семејството има сега нели приватни психолози што може знаете ние кога ќе им кажеме да одат на психијатар, тоа некако се многу лошо сваќа дека кај нас се мисли дека одиш на психијатар си веќе душевен болен, нели, Така, иако да. психијатрите лекуват и лесни форми на Кај нас депресија. за жал таков е менталитетот. Така да тука мора еден мултидисциплинарен тим во кој спаѓаат и физиотерапевтите. Физиотерапевтите се уклучени од првиот момент. Ние на клиниката имаме 2 физиотерапевти, имаме и апарати за физикална терапија, бидејќи најчест симптом на мултипла склероза сепак е слабост.
во некој екстремитет, рака, нога, и така да има зголемен мускулен тонус, пластицитет, и тоа треба веднаш да се почне да се работи, да не се створат контрактури. Така. Минатата година, која беше денот на мултипла склероза, ние имавме тука, се извинувам, гости од Сдруженијето, представник, и говоревме многу за оваа проблематика, и бевте и вие. Се извинувам. Дали воопшто има кај нас една бројка, да кажеме, што можеме да кажеме дека е точна или приближно точна на пациенти кои што се сочуваат со оваа болест? Ние работиме со два софтвери, како да кажам, програми. Едниот е мој термин. Компатибилен со него е тој со кој фактички ние работиме на клиниката за неврологија, така речениот HIS или Hospital Information System, во кој ги внесуваме кога пациент ќе дојде на преглед, нели, со упат, го внесуваме податоците, тоа ни е база на податоци слично како мој термин. Во HIS-от ние имаме во моментот регистрирано околу 1000 пациенти кои биле на преглед кај нас, додека во светот се прави една глобална проценка, тој така речен MS Атлас, Атлас за мултипла склероза, каде според, бидејќи таа болест различна и по географската ширина, да кажеме. Скандинавските земји кај што има малку сонце, многу ја имат мултипла склероза, или улогата на витаминот Д и на сонцето тука. Значи каде што е посончево помалку има. А на екваторот, кај црната раса, кај африканците, тие речиси не боледуваат од мултипла склероза. Многу ретко, ние сме некаде на средина, значи врз основа на население, процена, според тој MS Атлас, најновата верзија од 2020 година, во Македонија би требало да има околу 1500 пациенти. Значи има една бројка од 500, што една третина не е малку, што веројатно не се диагностицирани. Со некои полесни форми, веројатно. Така. Доктор Барбов, се ближи светскиот ден на мултипла склерозата, тоа е 30 мај. Ние говориме на оваа тема затоа што сакавме да поврземе со она што се случи изминатиот викенд. Колку ќе кажавте дека ако побрзо се диагностицира, побрзо и ќе се спречи прогресијата на болеста. Колку е важно е вака да упатиме еден апел до нашите гледачи ако почувствуваат некои од овие симптоми, и колку е важна улогата на овие нови лекови за кои што говоревме и минатиот пат кога ни гостувавте, кога кажавте дека сте ги донеле на клиниката. Колку е важно навреме да се јават кај вас на лекар, и важно е што да кажеме нешто позитивно, дека оние кои што ќе се јават навреме со овие современи лекови кои што веќе ги имате, ќе може да се направи еден поуспорен, како да кажам, тек на болеста, да може да биде полесно и за пациентот, и за неговите блиски, а и вие како доктори, нели, да го видите бенефитот од сето она што го работите. Крајот на мај се ближи, Не може да кажам дека се прославува, туку тоа е еден ден кога се обележува подигнување на свесноста за мултипла склероза. Обично го организираат пациентските здруженија, нели, имаме ние национално здружение за мултипла склероза, меѓутоа имаме и национално здружение мобилно за параплегичари, така да обично тие две здруженија заеднички го се обележува овој ден со повеќе активности. Иако мислам дека тоа треба повеќе пати во текот на годината да се направи. Ние се обидуваме преку невролошки секции, или тие се повеќе за лекари. Сдруженијето за мултипла склероза организира повремено вебинари, предавања за пациентите. Меѓутоа тие вебинари обично ги слушаат членовите на сдруженијето, веќе болните, значи тоа не менето за нив. Але сепак за пошироката популација треба некои пошироки кампањи, нели, да се направат со цел кај млади луѓе појава на невролошки симптоми е многу сугестивно. Така веднаш значи да се јават на невролог. Први кај матичниот лекар, па потоа и на невролог. Кај невролог. Така. Се надевам дека сето она што е во однос на терапиите, дека
како нели впрочем и за се кај нас некако малце тешко да работите кога станува збор за терапиите, за проблемите кај пациентите, меѓутоа да се надеваме дека виднина нема да има проблем со покривање на новите кои што ќе се јават, бидејќи секојаш тоа за сите заболувања кога ќе ми гостуваат е проблем. Оние нови кои што ќе се јават од тендерот до наредниот тендер, секојаш некако го чекаат лекот. Листите на чекање, да. Се надам дека овој проблем во иднина ќе се реши за да не мора оние кои што нели ќе бидат ново диагностицирани да чекаат лек. А уште еден апел до сите оние кои што не следат, еве како што посочивте, кај младите луѓе особено ако имаат некои невролошки симптоми, веднаш да се реагира да се отиде кај матичен лекар, а потоа и кај невролог за да се утврди дали станува збор за мултипла склероза, како што кажа и доктор Барбов, новата терапија е навистина ефикасна и текако ако е на почеток ќе се спречи прогредирање на прогресивно прогресивен тек на болеста или влошување до оној степен како што и кажавме на крај да се заврши во инвалидска количка. Доктор Барбов, ви посакувам успех во она што го работите. Ви честитам, професор сте веќе на факултетот по неврологија. Посакувам и успех во работата со студентите. Секако тука сме, комуницираме, сме во контакт, па во некое следно издание за некоја друга тема од областа на неврологијата. Да, јас секој пат кога ќе ме поканат од некоја телевизија се обидам во рамки на моите слободно време и можности да гостувам затоа што и ова е еден начин нели да пошироката публика се запознае со некои специфични проблеми, нели не само за невролошките, туку еве ги следам јас сите емисии што ги водите ви и другите телевизии посветени на медицината. Токму така, се со цел да се информираат луѓето и навреме да реагираат за да нели дојдат побрзо до диагностика и до третман. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам што ме поканивте. Почитувани гледачи, толку во ова денешно издание на Ваш термин. Се надевам дека се тоа што говоревме во однос на оваа специфична проблематика мултипла склерозата ќе биде од ваша корист и се надевам дека ова што го слушнавте ако се пронајде некој во овие симптоми, дека веднаш ќе реагира за да нели побрзо дојде до третман и терапија. Ви благодарам многу, ви оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.